Во склоп на бројните огласи за незаконско и партиско полнење на јавната и државната администрација, власта не го заобиколи ниту Централниот регистар. Ова исклучително важна државна институција се стави во погон на задоволување на партиските интереси на Социјалдемократскиот сојуз за кршење на законите. На 9 август Централниот регистар објави оглас за вработување на 34 лица во нерегуларна и противзаконска постапка. Централниот регистар, согласно матичниот закон, постапката за вработување треба да ја води согласно Законот за вработените во јавниот сектор и согласно Законот за административни службеници. Според статутот на оваа институција, вработените во Централниот регистар се државни службеници. Дали е вистина дека директорката на Централниот регистар си донела колективен договор во кој имплементирала одредби од Законот за работни односи? Објавувајќи го огласот за новите партиски војници на Социјалдемократскиот сојуз, таа врши противзаконско вработување, ставајќи го над колективниот договор над законот. Ваквите и слични начини на вработување се дел од кампањата на Социјалдемократскиот сојуз за партизирање на институциите на јавниот сектор. Дали кршењето на законите и нивно заобиколување е европска вредност која што ја нуди Социјалдемократскиот сојуз? ВМРО-ДПМН до сега информираше за незаконските вработувања и за жал не добивме одговор од ниту една институција, ниту некој се одважи да не демантира. Министерството за финансии молчат и другите засегнати институции. Агенцијата за администрација немокна поради големата независност, ги отстапи надлежностите на Агенцијата за вработување. Поточно, владата со задолжение ја овласти Агенцијата за вработување да ги контролира годишните планови и да не дозволува да се пријавуваат административни службеници во работен однос. Можеби медиумите, основното јавно обвинителство, инспекцијските органи ви ветиле 1000 дена безгрижно и незаконско работење. Но ние ќе информираме и ќе потсетиме сите за вашето незаконско и скандалозно работење. Незаконието станува пракса во Социјалдемократскиот сојуз на власт. Граѓаните се жртви на неодговорноста на власта. Ова мора да запре. Социјалдемократскиот сојуз мора да оси оди.